Владата ги одработи своите први 100 дена, а веќе ние 10 дена анализираме што направиле тие. Тука со мене во студиото е Љузим Фаризи, еден од најбараните аналитичари во Македонија. Добар ден, тешко е да се дојде до вас. Добар ден, ви благодарам за добрите зборови. Генерално и јас им одговорам на сите повици. Да, сум побаран, можда сум повеќе објективен и реакциите на народот се задоволни, задоволство за мене пред се. Ќе продолжам вака додека јас. Да, ретко е се најде аналитичар, политиколог или нешто слично кој е нели во исто време и објективен. Љузим 100 дена влада. Дали за кои беа очекувањата? Очекувањата главни беа да се сруши дујот власт, ако не се лажам. Втората работа беше да се справиме, нели, таа влада да се справи со корупцијата и криминалот, а третата, ако не се лажам, беше нели нешто да се направи околу тој евроинтегративен пат. Дуи падна, ама за ова друго не сме баш сигурни дека е нешто исполнето. Многу е важно да се потенцира дека една од главните цели кои беа на народот, севкупно албански, македонци и другите народи, бе да падне тој главниот кој беше промоторот на криминалот и корупцијата, каде државата 22 години бе нивни заложници. Тоа се постигнуваше... Мислиме на Дуи, така? Да, секогаш на Дуи, да. Бидејќи се навигна и СДСМ да бидат во тој нивниот колач, односно да, многу се снајдоа тие политички сделки и добро плива, можда тешко, но ги исплива, речи си, последните 4 години од 24 година, каде си прави нон-стоп комбинации, земи едниот извади го од влада, па земи вториот резерва, па третиот резерва, додека ги испотрошија сите и на крај ги тера, речиси, 4 години. Народот успее со глас на 8 да ги остави во опозиција топтан. Првите 100 дена, јас и пред изборите сум кажал дека многу брзо ќе имаме влада. И така испадна, бидејќи ВМРО дополне усвои 58 пратеници заедно со коалицијата на Влен и знам веќе има 78 пратеници. И тоа се знаеше. Но кај народот има нешто кој можда се скептици, односно им дава тие да бидат скептици, бидејќи трансформацијата на владата, освен нели кабинетот на премиер, односно министрите, заменик министрите и државните секретари се постојани, дури некаде уште формално правно не се направени тие, но директорските места почнат многу полесно да се потешко да се именуваат. Значи тука нема се уште промена. И тоа уште не е трансформирано целата власт. И ние не можеме да правиме проценка, но ние бевме навикнати секој ден да имаме по еден скандал. Ние можда сега имавме гафови од страна на Африм Гаши во парламентот. Имавме, да. Ама тоа беа само гафови. Кога правиш разлика помеѓу гафовите и криминалот, има огромна разлика. Јас секогаш сум бил на тоа и гафови да нема во собрание. Јас сум бил првиот што сум кажал дека треба интерпелација да се поднесе против Африм Гаши. И тоа се случи. Тоа можда, ако ме прашуваш лично мене, тој требаше да се разреши. За да им покажеме на другите. За оние гафови што ги имаше со аеродромот, со свадбата у Косово и свадбата и неговата изјава. Значи тој праше во текот на еден месец 3 гафови. Да. Така што ние мора да поставиме стандард. Ако тој греши, Африм ќе дојде другиот, третиот, петиот и така ќе поставиме еден висок стандард на однесување на еден човек што го води собранието. Но да се навратам. Дали сме па во другата страна?
што очекуваат граѓани, значи тоа трансформацијата го чека, што бавно оди, најверојатно владата може да има некоја стратегија бавно да оди, но сигурно. И второто, борбата против криминалот и корупцијата, тоа што го очекуваше Тоа е тоа народот. што го очекува народот. Е, сега. Прв пат во историја, извини, Љузим, прв пат во историјата по сите анкети најбитното прашање кај електоратот е борбата со корупцијата и криминалот. Никогаш не е било. Секогаш било, нели, не знам, економија или патот кон Владе... Европската унија и Да, така натака. реформи, А ова е използваме. прв пат сега, значи на народот му е прекипено, не може да трпи веќе. За да имаме борба против криминалот и корупцијата, први треба да се трансформира целата власт. Сите институции треба да Значи се се уште е рано. од според луѓето вас. Добро. кои се способни да ги водат тие. За способноста, после сакам да докажам нешто друго плюс. Додека не се трансформира целата власт, не можеш да имаш борба против криминалот и корупција со полн капацитет. Второто, за да имаш борба против криминалот и корупцијата, треба да имаш, односно, целата постапка е поврзана помеѓу трите главни институции, а тоа е полицијата, кој треба да собира факти и аргументи, и да се иницира постапката за Предобвинителство. за кривично дело. Да. После тој актот да оди кај обвинителот и кај на крај судијата треба да Да го започне процесот, да. да донесе Да има пресуда. пресудење, нормално, да. Тоа е сосема друга постапка. Но тие се трите постапки. Во една кривична постапка. Ти колку и да правиш реформи, тука во полицијата, да ставиш експерти, да ставиш честни луѓе и да ги иницират процесот. Ако ти имаш криминално судство, односно правосуден систем, каде е обвинителството и судството, каде народот му верува само 2%, ти не можеш да очекуваш дека тоа борбата против криминалот и корупцијата ќе биде ефективна и многу брза. Да, многу е. И сега, ние мора, освен реформите што треба да ги прави во Министерството за внатрешни работи, треба да се прават реформите и во судството и во обвинителство. Тука во судството и во обвинителство многу е потешко, бидејќи ако се чепне таму, тоа како да се тоа нивната независност, а тие па замисли сега ти да ја почнеш една кривична. Не е чепкање независно ако се промени закон за тоа јас мислам Судски дека совет, нели, јас мислам така. дека ние треба тука да бидеме малце да не се консултираме многу, да не мислиме два пати. Јас мислам дека одеднаш треба да се сече тука. Донесуваш закон со двотретини и да ме прашаш лично мене. Јас мислам дека треба да идеме на референдум и да ги од почеток да ги заоснуваме овие две институции. Значи тоа да биде со таква тишина, референдумска тишина. И тие реформи, ако се случуваат внатре, долго ќе траат. Нема да траат за еден ден, два. Знаеш кога почна во Албанија реформите ветингот? Пред многу години. Да. И ден денеска, иако има кандидат за членка во Европска, ние знаеме во која ситуација е Албанија во овој се. Знаеме и многу членки на Европска унија каква ситуација се така што правна, не е тоа нешто. Ќе биде долг процесот. Гаранција. Ама за нас многу е важно да биде долг, можда, ама да биде сигурен. А да не биде долг бесконечност, па исто да се вратим на истата ситуација после 4 години истите работи да ги зборуваме. Така што овие две работи што ги кажав, тие се очекувања од народот. Народот сака многу брзо да се стават од затвор луѓето и Да има сакат правда, едноставно. одеднаш, да. Малце треба да бидат Значи треба да бидеме трпеливи. трпеливи. Втората работа кај професионалците. Ние мора да имаме луѓе кои се професионалци во владата. Не може едната група да тера една политика, другата да тера друга политика. Тука ми е целта ВМРО да води една политика, Влен да води друга А политика. зарем водат? На моменти така изгледа. Па така изгледат, пошто тоа е непринципиелно од страна на Влен. Влен треба да бидат заблагодарени бидејќи се дера од власта. Треба да бидат благодарни на ВМРО ДПМН. На ВМРО ДПМН и на тие гласачи што ги имат гласа на нив. Се заебават каква дипломатија водат, саламат дипломатија, тактика. Нели се спомнеше во минатата. Јас знаеш како го оценувам тоа. Тоа е време, сега односно е времето,
да правиме културна дипломатија. А оние водат водат шумска дипломатија со грмушка тактика. Грмушка тактика. Замисли ти, ите државниот врв на Србија, тие не излегува да го пречекуваат. А немаше од нив? Не. Па ниту еден од министрите. Да, тоа е. Или Дипломатијата е, бидејќи тој кога иде во Тирана ќе пречекаат сите, не е тоа никога. Замисли се сега, ако водиме таква политика сите. Пример, да дојде премиерот на Албанија, и да не знам одат и ВМРО да помне да не излегува да го пречека. Тоа сигурно нема да се случи. Па нема да се случи. Бидејќи се добар познаваш на приликите во Косово, исто како и за Македонија, нормално и за регионот. Мојата предност можеби е јазикот, не дека вие немате информации, туку јазикот. Немаме информации, но има една работа која сакам да ја прашам полог период. Ковачевски, поранешниот премиер, изјави дека тој ги изгубил изборите бидејќи од Косово му било наместена таа коалиција Влем вреди, и дека за тоа директно он го винува косовскиот премиер Курти. Има ли вистина во тоа? Бидејќи планот било да се направи една голема коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ и заедно се настапи на изборите, дека на тој начин тие ќе победеле. Мислите дека држи вода ова негова констатација? Дека СДСМ и ДУИ беа многу блиски до коалицијата, тоа се покажува со нивните настапи дека сакаат да прават Европски фронт. Европскиот фронт го имаат направено со цел за да бидат заедно. СДСМ и ДУИ. И другите политички партии за да може да мислите има шанси они како Европски фронт систем да одат до 61. Да. А меди сега ги пробуснуваше другите политички партии, а знаеше дека го има тројанскиот коњ внатре, како Зијадин Селја, им кажува и другите, како овие што ги имаше моментално во коалиција, кажува вие, обединувате се против мене. Ама заборави дека има една борба, јас што го имам кажано и пред изборите, дека во Македонија ќе има борба против помеѓу Тирана и Приштина. Помеѓу Еди Рама и Албин Курти. Овие избори за албанците во Македонија беше нивна битка помеѓу Еди Рама и Албин Курти, кој ќе победи во Македонија. Кој е победникот? Како да е нерешено изгледа, ама победникот е Курти, бидејќи неговите... Победникот е Курти, ама изгледа дека играта е нерешена, бидејќи неговата цел беше само да, односно на Курти, тука ми е целта, да го кажам дека само го победуваше, ги обедини сите албански политички партии кои сакаат да бидат против ДУИ. Тие, ако ги анализираш и првиот кампус и вториот кампус, односно и Вреди и Европскиот фронт, не разликуваат многу големо помеѓу себе, бидејќи ниту првата група, ниту втората група не се обиденале дека имат заедничка политика, односно некоја визија за државата. Тие има визија едниот да останува во власт, а овие другите за да може да ја земат власта. Затоа ние сега имаме таа ситуација кај Вреди не може да се снајде во власта. Имат огромни проблеми во поставувањето на луѓето. Имавме скандали. Сега ние треба први ВМРО ДПМН што треба да прави? Да се чува како политичка партија, односно како коалиција. И сега треба да се брани и од ДУИ, и од СДСМ, и од своите кои ги наметнуваат тие луѓе што имаат криминално досие со купени дипломи. Тоа ги има сегде ги има тие, не се само во Вреди ги има, во МРО ги има и во СДСМ. Си нагледавме лекари сега со без дипломи биле. Сега веќе ние зборуваме за борба против криминалот и корупцијата. Да, и сега, разбирам. Значи, ние поставаме нова ера. Кога поставаш нова ера, треба да поднесуваш и кадар кој треба да се справи со кој не е изволкан од предходната ера, Јас знам од Вреди што имат стајан од директор, он му кажува дај ми визит карта, он му кажува еве картон од хартија да ти давам. Не знае што е визит картичка. Така што ќе има проблеми во коалиција.
Но мислам дека ВМРО направи еден чекор, голем, кој требаше помеѓу двата злоа да го избере најмалото зло. Веројатно Нужно ќе беше катастрофа за ВМРО да земеше уште да задуи. Да, иако можеби таа коалиција ќе беше многу посредена, многу помирно ќе владеа. Сега Ќе немаше вакви гафови. Сега јас сакам да насочам, пошто не ограничено многу времето. Добро. Сакам нешто прв пат да кажам Ајде, кај вас. супер, една ексклузива за нас. Да, многу е ексклузива. Христијан Мицковски му кажува на Али Ахмети: расформирај ја партијата, бидејќи тоа е богатство за државата. Тоа е една порака дека расформирајте се, имате место во владата. И како без дуи да бидат? На Дуи му кажува. Да. На Ахмети му кажа: расформирај ја твојата партија, бидејќи е богатство на државата. Тоа му кажува дека расформирај се и можеш да бидеш дел од власта во следниот период. А овие од Вилен, од друга страна, овие како да се раскомотиле на таа позиција и на место да ги стават најдобрите луѓе, или ги стават блиските од семејството, или ги стават неспособните луѓе. Традиционално, како исто како до сега што праеше Дуи. Јас сум видел некоја друга разлика. Јас мислам дека на албанците како нација им е потребна нова политичка партија. Дека ни ова не е доволно ништо. Да, сега значи ова сакам да го кажам, дека сега натаму Дуи никогаш нема да се трансформира како политичка партија. Никогаш нема да се чисти, бидејќи таа функционира буквално како акционерско друштво. Ти не можеш да ги извадиш од партијата луѓето кои 22 години имат инвестирано во таа партија. Да, нема реформи тука. Исто така, во минатото, пред да се формираат, имале заеднички цели. Пример, ти не можеш да го делиш Ахмети со Муса Џафери, со Талат Џафери и со ред други луѓе кои се внатре во партијата. Или луѓето кои заработиле за целата партија. Финансиски позиции и така. Така што за албанците многу е важно. Немаме да го чекаме, не вреди додека да им завршуваат сите членови од семејството безкрајно, пошто семејството големи семејства има. И се сакаат многу, да. И сега еден од лидерите 5 мина, другиот 5 мина од семејството и шуровците тука и другите, сватови така натаму. Да. Тие се толку имат позиции од државата. И сега ако имат 100, примерно 130 позиции од државата, секој по 7 да стават, толку се, да. Така што на албанците му треба движење која ќе биде космополитичка, која ќе биде визионерна и која ќе биде со многу квалитетни луѓе кои сакат иднината на државата, не под секоја цена да се збогуваат само за себе, туку да ја гледат, да ја збогуваат од народот и државата. За жал, вчера беше информацијата дека 28.000 високо образовани луѓе ја напуштиле Македонија во последните 5 години. Ние и немаме премногу луѓе кои што можеме да ги мотивираме да останат тука и да работат за доброто на државата. Љузви Фаризи, јас сум многу благодарен за овој интервју. Ќе бидам досаден во наредниот период да ве викам повторно. Знам дека сте многу насекаде гостувате речиси на сите телевизии, но јас ќе бидам себичен. Ќе се обидам што е можно повеќе да ве држам слободен печат. Ви благодарам многу. Сега ќе бидам ваш гостин кој вие ќе ме побарате. Благодарам. Почитувани гледачи, вие останете со слободен печат.